Денеска верниците од муслиманска вероисповед го слават Рамазан Бајрам. Овој празник се слави 3 дена. Денеска е првиот ден. Нешто повеќе за самиот празник ќе разговараме со нашиот денешен гостин Ердал Тевфиков, секретар на џамискиот одбор од Велес. Добро утро и најпрвен сакам да ви го честитам празникот. Добро утро. Благодариме за поканата и ви благодарам за честитките за нашиот Рамазански Бајрам. Така, мене денеска навистина ми е честа што сте наша гостина. Нешто повеќе ќе разговараме за овој празник и ви гледачите кои што не знаат, најпрвен да им објасниме што значи Рамазан Бајрам. Рамазан Бајрам е еден од двата бајрама кои што ние муслиманите ги имаме. Едниот е Рамазан Бајрам, а вториот е Курбан Бајрам, кој што е една од најголемите радосни денови за еден муслиман. Покрај големиот рамазански маратон од еден месец, секој еден муслиман денеска слави и е многу среќен кој што го доживеа овој ден. На кој начин го одбележувате овој ден? Муслиманите овој ден го одбележуваат пред се, започнувајќи многу рано, во утринските часови, одат во џамија, каде што се будат околу 3,5 часот и првата молитва од сабах намаз, кој што е една од 5 задолжителни намази на секој еден муслиман. Утринава беше во 4:30 часот, каде што после сабах намаз муслиманите со голема бројка денеска беа во џамијата во Велес, од каде што не почести и градоначалникот господинот Чадиев, каде што муслиманите слушаа и дел од говорот на имамот за значењето на овој ден и отприлика после 45 минути, значи после изгреј сонце, се обави Бајрам намаз, каде што сите муслимани беа присутни и го клањавме овој заеднички намаз. Така, всушност утринската молитва се вика Бајрам намаз, така? Точно. Така. Што се прави на првиот, на вториот и на третиот ден? Кажавме нели дека овој празник се слави 3 дена. Што се прави на првиот, вториот и третиот ден? Како ги славите овие 3 дена? Сега вака, морам да напоменам дека Рамазанскиот Бајрам е само еден ден, за разлика од Курбан Бајрам, кој што е 3 дена. Рамазанскиот Бајрам еден ден, но по некоја си традиција луѓето понекогаш можат и да го продолжат, но официјално овој ден е само еден ден, каде што сите муслимани го слават и одат, да речеме, после Бајрам намаз и одат дома, го јадат ручекот и после тоа одат на посета кон своите постари роднини и пријатели. Така се вели дека на овој ден помладите одат кај постарите, бараат прошка и исто така, значи, оние традиционални јадења кои што ги имате се сервираат на масата, но нешто покасно ќе разговараме и за овие традиционални јадења. Карактеристично за овој празник е постот. После 30-дневниот пост што правите и која е целта на самиот пост? Целта на самиот пост можеме да ги поделиме на два дела, од каде што едниот дел е духовниот дел, а вториот дел е телесниот дел на самиот пост. Од каде што на духовен начин муслиманите во текот од целиот месец Рамазан се воздржуваат преку дента за време на постот, се воздржуваат од секакви лоши зборови, се воздржуваат и се трудат да прават и да внимаваат на секој свој акт кој што го работат, прават повеќе ибадет и на овој начин тие во, да речеме, во степенот на Аллах се возвишуваат духовно. Вториот дел е телесниот дел, каде што и докажано е медицински дека самиот пост има голема полза на самиот човек за неговото тело. Не е ништо чудно што нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ве селем рекол за постот. Постите за да бидете здрави. На самиот пост докажано е медицински дека во рокот еден месец, каде што за претходните 11 месеци, за време на останатите 11 месеци, луѓето
се таложат, да речеме, некои си штетни марсноти или штетни состојки кои што за време на рамазанскиот пост тие се исчистуваат. Желудникот за еден месец се прочистува. Затоа што помалце внесуваме храна, желудникот се намалува и самата киселина, со намалената киселина, желудникот се одмара. После тоа исто така делува и на самите црева, и цревата се одмараат. После тоа крвниот притисок се намалува, срцето работи уште побавно, каде што на тој начин му придонесува на самото тело да биде поздраво. Овие се само дел кои што можеме да ги наброиме во делот од телесното и медицински аспект за придобивките кои што еден муслиман ги добива за време на постот, така. Дали постот е задолжителен за сите или пак се прави исклучок за децата, жените, за оние кои што работат тешка физичка работа? Сега вака, значи постот е задолжен, тоест фарс, за сите муслимани и муслиманки. Но тука има некои исклучоци. Например, жените за време на нивниот месецен циклус, за тој временски период се само паузираат. Значи не се ослободени, туку паузираат за тој временски период, каде што после Рамазан се задолжителни да го испостат. Доколку децата се до 7 години во својата возраст, децата не се задолжителни да постат. Кога ќе дојдат на 7 години, децата со упатство на своите родители ги форсираат да децата почнат што повеќе и подолго да држат рамазанскиот пост. Не е задолжително за децата, но они се приморани за да можат, кога ќе влезат во пубертетскиот период, да оттогаш веќе го испостуваат целосниот ден на самиот пост. Другата категорија која што можеме да кажеме дека се старите изнемоштени стари луѓе, старите лица кои што веќе имаат некоја навистина ризична болест и доколку, например, за целиот тој рамазански месец, доколку навистина не добијат здравје, тогаш тие не се задолжителни да постат. Но доколку некои одредени луѓе кои што мислат дека се здравствено оболени, со препорака на доктор, доколку навистина докторот им препорача дека ќе им штети телесно на самото тело, тогаш и тие одредено се ослободени, го паузираат тој рамазански пост, од кога ќе оздрават, после дополнително треба да го испостат тој рамазански пост. Така. Споменавме дека денеска се приготвуваат разновидни традиционални јадења, домакинките нели ги сервираат масите со овие традиционални јадења, па да кажеме кои се тие јадења што најчесто денеска се сервираат. Сега вака, не можам да набројам посебни јадења, затоа што не постои одредено јадење каде што, да речеме, треба да биде стриктно за овој ден. Тоа го оставаме на изборот на самите домакинки, они на кој начин ќе подготват. Што е карактеристично за Рамазан Бајрам? Знаеме дека тука нели е баклавата. Баклавата, ќе дојдам на тоа, затоа што во делот од ручекот нема одредено. Но најглавно е баклавата, која што она мора да биде на секоја трпеза во секое семејство. Така, која е разликата помеѓу Курбан Бајрам и Рамазан Бајрам? Обично на тој ден на Курбан Бајрам има и месо, така, на трпезата. Дали на овој ден исто така има месо? Да, се разбира. Доколку значи самите домаќини имаат можност, можат и да се нагостат и месо. Значи денеска секој ден муслиман не смее да пости. Денеска е строго забрането да се пости. Затоа што денеска е ден на слава, муслиманите не смеат да постат. Што е разликата помеѓу Рамазански Бајрам и Курбан Бајрам? Рамазан Бајрам е славието после еден месечниот маратон на сам Рамазан Бајрам, а Курбан Бајрам е ден каде што е едно од столбовите на исламската вера, а тоа е хаџот. Значи, ние муслиманите
една од обврските и фарзовите кои што треба да ги извршиме е одење во Мекка и да самите муслимани кои што имаат можност да бидат и хаџи. Од кога ќе заврши тој период на хаџ, значи пристапува Курбан Бајрам, кој што е значително на тој ден и задолжително е колење на курбан или тоест може да биде брав, може да биде овца, може да биде крава, според можностите на самиот верник. Така. Дали постојат и некои адети што се прават на овој ден на Рамазан Бајрам? Одредени адети можам да ги набројам се единствено значи посетата на помладите деца кон постарите роднини и пријатели, а можам да набројам дека е најдобар адет е тоа што најмалите бацуваат рака и што е многу важно, на сите тие мали деца се радуваат кога стариот ќе им даде, ќе им придаде некоја паричка. Значи тоа е мислам дека најголемиот адет кој што јас можам од своето детство, па сега го практикуваме и према нашите деца. Така, го споменавме Курбан на Бајрам, само уште да кажеме кога се одбележува Курбан Бајрам. Курбан Бајрам е од прилика 60 до 75 дена после овој рамазански Бајрам. Така да не се сеќам, не знам точно кога е датумот, но од прилика е за 2 месеца и некој ден ќе дојде и Курбан Бајрам. Така. Дали пред овој празник претходно се прават и некои други подготовки за празникот? Значи, во делот од подготовките, најголемата подготовка за еден верник е тоа што целиот месец кој што го поминал во пост, психолошки се подготвува на самиот Бајрам. Значи, тоа е најголемата радост за еден муслиман, а во делот од исхраната, најголемата подготовка е баклавата. Значи, нашите домакинки уште пред 2-3 дена, значи, кој има можност може и да исукаат кори, кој сака може и да купи готови, така да подготовките и најзначителното е тоа што подготовката на самата баклава за овој рамазански Бајрам. Така, значи денеска треба доста да внимавате сите на исхраната, оние нели кои што биле на долг пост, бидејќи може да предизвика и некои последици по здравјето. Дали после завршувањето на празникот се прават некои други адети? И што е она што се прави после завршувањето на празникот? Па нема значително некои дополнителни или некои адети кои би треба да се направат. Значи единствено е тоа што заборавив на пример преска да споменам дека после Бајрам, после Рамазан Бајрам, после клањањето се одат на пример традиционално се оди посета на гробиштата на самите мртви. Значи покрај мртвите се посетуваат и живите. Мислам дека тоа е најважниот дел од традицијата. Посетата, затоа што во денешницата малце ние многу ретко ги посетуваме нашите пријатели, роднини, така да ова е можност каде што мислам дека сите и добра практика кај нас кој што ние ова го извршуваме. Значи посетата, дружењето, солидарноста и се трудиме да ги зацврстиме нашите роднински врски на овој начин. Така, токму тоа е целта на самиот празник. Точно. И на крај би ве запрашала дали во сите градови во нашава земја на ист начин се одбележува Рамазан Бајрам? Не сум имал можност да одам по другите градови, но јас мислам дека во цела Македонија начинот на празнување е ист. Значи, традиционално како во Велес, така и во Македонија, па мислам дека и пошироко е истиот начин на пракса во делот од празнувањето на овој Рамазански Бајрам. Така, јас мислам дека опфативме скоро се што се однесува за Рамазан Бајрам, ако има нешто повеќе да ни кажете, или од прилика е тоа? Мислам дека ова се кажавне во делот од овој Рамазански Бајрам. Јас би сакал да ви се заблагодарам што ме поканивте овдека. Мислам дека бевне многу јасни и мислам дека сите сограѓани во град Велес малце повеќе разбраа за нас и за нашите адети и за нашиот Рамазански Бајрам. И уште еднаш ви благодарам на поканата. Така, ви благодарам и јас и уште еднаш ви го честитам празникот. Благодарам. Почитувани гледачи, сега во продолжение ќе направиме кратка пауза со рекламе на блок, а веднаш потоа се враќаме во студио со нови информации.